за тоа време мислите дека се работи само за компромис околу името или дека е отворена, така да речеме, и Пандорината кутија за идентитетските прашања? Ете, многу често сум кажал дека таа Пандорина кутија околу тие така наречени идентитетски прашања се всушност манипулација на домашната политичка гарнитура, како да не оддалечи од решавањето на проблемот, бидејќи сепак решавањето можеби ќе предизвика одредени политички негативни поени за нив. Така сметаат. Ја кажувам дека колку се пролонгира и се отвараат вакви дополнителни прашања, ние тоа доаѓа како феноменот на една лавина, започна од едно мало топче, после излегува огромна снежна кугла, која што доколку не го решавате, ви се појавува како голем проблем и опасност. Значи, ние дозволивме да ни се стркала топчето, не го решивме кога беше мало, сега како големо, многу потешко ќе го решиме. Дополнително многу потешко ќе го решат овие гарнитури, зборам посебно на владачките гарнитури и сега на ВМРО, меѓутоа и претходно на Бранко Црвенковски, бидејќи учествувале во целиот тој процес и ја креирале оваа голема манипулација околу идентитетските прашања. Ја често кажувам дека нема апсолутно никаква опасност за македонскиот идентитет, бидејќи да го поставите прашањето дека има опасност за идентитетот, всушност за мене лично е навредливо прашање, бидејќи јас знам кој сум и што сум. Не може никој да ми каже дополнително, зборуваме во 21 век, во сопствената држава, кој сум и како сум и што сум. Тоа не можело на македонецот му се каже во вековите претходно, кога немало ни држава, ни се знаело, ни граници, немало никакви институции кои што ќе го гаат тој идентитет. Денеска во современа држава, во независна Македонија, се каже дека некој може да ни го загрози идентитетот, не може. Бидејќи идентитетот, освен со груба асимилација, што е непоимливо денеска во 21 век и посебно во Европа, друго значи дека вие треба да се откажете од идентитетот. Јас затоа често прашувам дали тие токму што повикуваат дека имаме опасност од идентитетските прашања не се доволно токави патриоти какви што се прикажуваат во јавноста.